Четвртина бурек и чаша јогурт. Толку власта предвиде дека е доволно еден студент да јаде во текот на денот. Министерството за образование и наука го објави јавниот повик за пријавување за субвенциониран студентски оброк, според кој студентите во учебната 2023-2024 ќе јадат на одредени места со посебна платежна картичка, на која ќе има само 140 денари во текот на денот. Парите ќе можат да се користат од понеделник до сабота, но небулозата е што ако не се искористат истиот ден кога ќе се префрлат, тие пари пропаѓаат. Ова во пракса би значело дека ако студент јаде во некој ресторан, со денешните цени ќе може да нарача половина порција салата. Повисока сума за студентски оброк и подобрување на студентскиот стандард студентите бараа на протести. Власта одобри повисока сума за 20 денари од лани, но разликата е во тоа што минатата година целосната сума студентите ја добиваа месечно на сметка, а сега се условуваат да се потрошат 140 денари во 24 часа за оброк. Зошто Министерството за образование и наука го направи овој чекор е нејасно. Доколку корисникот на субвенциониран студентски оброк во наведениот период не го искористи правото на оброк, износот не му се префрла во наредниот ден. Покрај тоа што студентите добијат дневен износ кој не е доволен ни за лепи сирење, парите ќе се префрлаат исклучиво преку една банка. Студентите ќе мора да отворат сметка во Шпаркасе банка за да им се издаде наменска платежна картичка. Ако не се подигнат картичките навреме, нема да може да се користат воопшто. Студентите кои не го оствариле правото на субвенциониран студентски оброк ќе можат да се пријават повторно од 1 до 7 во месецот секој месец. Сите студенти кои ќе се стекнат со правото на субвенциониран студентски оброк ќе треба да потпишат договор со Шпаркасе банка за отварање на посебна сметка, поврзана со наменска платежна картичка за субвенциониран студентски оброк, независно од тоа дали претходно биле клиенти на Шпаркасе банка. Повисока сума за студентски оброк и подобрување на студентскиот стандард студентите бараа на протести. Власта одобри повисока сума за 20 денари од лани, но разликата е во тоа што минатата година целосната сума студентите ја добиваа месечно на сметка, а сега се условуваат да се потрошат 140 денари во 24 часа за оброк. Зошто Министерството за образование и наука го направи овој чекор е нејасно.